Премиерот Христијан Мицкоски оцени дека соработката меѓу Агенцијата за иновации и технолошки развој и државните универзитети представува значаен чекор за унапредување на науката и економскиот развој во земјата. Тој посочи дека образованието има клучна улога во градењето на иднината и дека поврзувањето на институциите, академската заедница и приватниот сектор е неопходно во услови на динамични глобални промени. Според премиерот, вложувањето во знаење и иновации е основа за долгорочен развој. Мицкоски нагласи дека иницијативата има за цел да поттикне развој на иновации, предприемништво и стартап екосистем, како и да овозможи поефикасен трансфер на знаење и технологии меѓу институциите. Со потпишувањето на меморандумот за соработка се отвараат можности за заеднички проекти, научни истражувања и креирање нови решенија, но и за задржување на младите таленти во земјава. Од владата информираат дека ќе продолжат со поддршка на ваквите иницијативи, кои имаат за цел заекнување на економијата, поттикнување на иновациите и подобрување на институционалната соработка. Образец за дипломирани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи. Образец за лица кои се стекнале со назив магистер или специјалист и образец за лица доктори на науки кои одбраниле докторски труд. Се трите нови електронски услуги достапни на националниот портал e-услуги.gov.mk. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на промоцијата заедно со директорот на Државниот завод за статистика Дејан Станков по повод пуштањето во функција на новите електронски услуги рече дека со овие три услуги целосно се затвора пакетот услуги за високото образование. Со ова се олеснува начинот на запишување и студирање на сите три циклус студии на факултетите. Наша задача е да ја обезбедиме платформата и институциите покажуваат колку таа може да биде корисна, изјави Андоновски. Со новата услуга времето на пополнување од 10 минути за студентите, Андоновски рече дека се намалува на минута до 2, со оглед дека сега, откако ќе се отвори образецот, веќе е предпополнет со податоци кои се достапни во базите на податоци. Вчера во Министерството за економија се одржа работен состанок со групациите од мелничко-пекарската индустрија и нивните членки, Стопанската комора, Сојузот на стопански комори на Македонија и Стопанската комора на Северо-западна Македонија. На средбата присуствува и заменик министерот Маријан Ристевски, директорот на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски. Од состанокот произлегоа заклучоци дека состојбата со цените на лебот и пецивата е под контрола и дека во 99% од државата цените не се покачени. Мелничко-пекарската индустрија апелираше медиумите и политичките чинители да не ја користат оваа ситуација за создавање паника и несигурност кај граѓаните. Како општествено одговорна индустрија, представниците на коморите одлучија цените на лебот и пецивата да останат на исто ниво и во следниот период до крајот на април, при што состојбите ќе се следат и анализираат континуирано. Министерството за економија и владата се заложија заеднички да ја следат ситуацијата. Во случај на влошување на цените на нафтата и енергенсите, да изнајдат решенија за да се минимизира ризикот од поскапување во оваа индустрија. Основното јавно обвинителство Битола донесе наредба за спроведување истражна постапка против 31 годишник за кривичното дело производство и дистрибуција на детска порнографија согласно член 193 од Кривичниот законник. Според информациите од обвинителството, осомничениот, кој бил вработен во образовна установа во периодот од април 2024 до април 2026 година, на своите компјутерски уреди набавувал и поседувал материјали со детска порнографија. Акцијата била иницирана по известување од Австралиската федерална полиција, која преку операција за откривање на корисници на одредени веб страници идентификувала електронски IP адреси, вклучително и од Македонија. Јавното обвинителство во координација со СВР Битола и секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика Скопје спроведува проверки во други градови со цел детална анализа на добиените сознанија. За осомничениот е доставен предлог до Основниот суд Битола за определување мерка притвор со цел непречено водење на истрагата. Обвинителството нагласува дека постапката е резултат на координирани предистражни действија насочени кон откривање и санкционирање на дистрибуција на материјали за злоупотреба на деца.
Иранската војска предупреди дека ќе ги прошири нападите низ регионот доколку Соединетите Американски држави го остварат ветувањето за напади врз иранската инфраструктура. Портпаролот на иранскиот централен штаб Хатам ал-Амбија Ебрахим Золфагари истакна дека доколку се погодат мостови, електрани и друга енергетска инфраструктура, Иран ќе возврати согаѓање на економски, енергетски и горивни цели поврзани со Соединетите Американски држави и Израел, како и имот во земјите домаќини на американски воени бази. Земјите што се домаќини на американски воени бази во регионот мора да ги натераат американците да ги напуштат нивните земји ако сакаат да избегнат штета, рече Золфагари. Ова соопштение следува откако американскиот претседател Доналд Трамп тврдеше дека американските сили го уништиле најголемиот мост во Иран, објавувајќи фотографии од уривањето на висечки мост во изградба меѓу Техеран и Карач. Иранскиот став ја нагласува напнатата ситуација во регионот и потенцијалните ризици за земјите домаќини на американски сили. Кубанската влада ќе ослободи над 2000 затвореници, што е најголемо вакво ослободување во последните години, во време кога островот е под се поголем притисок од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, пренесува CNN. Владата одлучила да им даде помилување врз основа на доброто однесување на затворениците. Во објавата се додава дека меѓу затворениците има млади луѓе, жени, лица постари од 60 години и странци. На списокот не се вклучени затвореници осудени за дела како убиство, убиство од небрежност, сексуален напад или кривични дела против авторитетот. Куба редовно приведува и таргетира неистомисленици, вклучително и активисти, новинари, демонстранти и политички противници. Хавана и претходно спроведувала масовни ослободувања на затвореници како дел од договори со меѓународни страни. Американскиот претседател Доналд Трамп го поништи тој договор по преземањето на функцијата што ја натера Куба привремено да го запре ослободувањето на затворениците пред да го заврши во март. Претходно оваа недела американскиот претседател дозволи руски танкер под руско знаме да влезе во кубанските води, пробивајќи ја блокадата за гориво, при што рече мора да преживеат. Белата куќа подоцна соопшти дека тоа не е промена на политиката. Откако кубанските револуционерни сили предводени од Фидел Кастро го соборија режимот на Батиста, поддржан од Соединетите Американски држави од 1959 година. Земјата е под строг економски ембарго од Соединетите Американски држави, што ја блокира поголемата деловна активност на островот. Времето денеска во земјава променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините ќе провејува снег со послаб интензитет, се вели во прогнозата на управата за хидрометролошки работи. Ке дува слаб до умерен, наместа долж поврдаријето повремено засилен ветер од северозападен правец. Утринската температура ќе се движи во интервал од 0 до 8 степени Целзиусови, максималната дневна ќе достигне од 6 до 16 степени. Во Скопје според синоптичарите се очекува слично време. Променливо облачно со повремени слаби врнежи од дожд и слаб до умерен ветер од северен правец. Дневната температура во главниот град ќе се искачи до 14 степени Целзиусови.